Да. Се враќаме во студиото, како што кажавме, тука го имаме господинот Драган Данев, поранешен пратеник во собранието, тогаш од редовите на ВМРО ДПМН. Сега сте актуелен професор. Господин Данев, добро дојавте во студио 10. Добро ве најдов, добро утро за вас, добро утро за вашите гледачи. Интересно е секогаш за човек што бил во политиката долго време, што бил во собранието, вие бевте и координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Знаете како, за разлика од нас кои само ги наблюдуваме работите од страна, да речеме на некој начин, вие сте били внатре, знаете како тоа функционира од секоја страна. Интересно е ова што се случува во собранието, таму имаме сега еден процес кој е поврзан со техничката влада, со смената на министри, со назначување на нови министри, па тоа е поврзано со други турбуленции внатре во владеачката коалиција, ќе разговараме за тоа, но она што најмногу ја преокупира јавноста е промената на личните документи. Имено дојдовме до 12 февруари, кога требаше да прекине рокот на важноста на сите документи. Од утре ни соопшти институциите дека од утре немојте да возите веќе автомобили, готово е, не смеете, и веднаш магично се најде решение. За еден ден, буквално се најде решение. И чому беше потребна таа тензија, таа нервоза и кога можело да се реши за еден ден, ако за нешто се сака да се направи консензус во интерес на граѓаните на нашата држава. Интересни се тие собраниски ходници. Јас би скоментирал една реченица само во однос на собранието, значењето на собранието и така натаму. Ние сме парламентарна демократија и собранието треба да биде врв на власта во оваа држава. Но би рекол дека 2002 година со носењето на тој изборен закон и со 6 изборни единици, со таа пропорционална листа, мислам дека пратеникот како еден столб во тој законодавен дом изгуби својата важност, затоа што сите одиме ние, јас сум модел на партиски листи, поизлегуваме како дел од 20 пратеници и така натаму. Очекував дека пред изборите ќе се донесе нов изборен законник, според она што го видовме во јавност имаше и консензус за тоа, дека ќе се промени изборниот модел, дека ќе се применат некои финеси и одредби односно упатства на ОПСЕ, ОДИХР. Тоа не се случи, но како и да е. Ситуацијата е таква каква што е, ќе се оди на избори на 8 мај и граѓаните ќе го дадат својот глас на оние на кои што најмногу веруваат. Во однос на ова што кажавте за личните документи, со одредени пријатели правиме вака еден мовет луѓе што ги разбираат работиве и што се вклучени во овие политички процеси повеќе од 2 децени, како СДСМ сама да прави некој социолошки експеримент на дневна база, што треба да направи секој ден за да и падне дел од рейтингот. Значи, да почнеме од овие сите ексцеси, јас би ги нарекол што се случуваа во МНАВ, сега со овие лични документи, пасошите, лични карти, возачки дозволи, сообраќајни дозволи, па оние како да кажам, инциденти што се случуваа во Тетовската болница, толку загинати, изгорени, ласкарци, милион работи кои што сериозно негативно влијаат и ќе влијаат на нивниот рейтинг визави изборите на 8 мај. Но тоа е СДСМ, јас и кога доаѓаа на власт и кога ја формираа владата, не очекував искрено ништо повеќе, знаејќи го персоналниот состав, знаејќи нивните идеолошка матрица, дека СДСМ може нешто повеќе да понуди на граѓаните. Тие знаете како што од 90-тите таа флоскула беше дека НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни. Но еве гледаме дека треба за сите работи кои што ги тангираат граѓаните на нашата држава на Република Македонија, ние самите да се погрижиме. ЕУ и влезот во една политичка одлука, но сите останати работи во државата треба ние да се ги средиме. Наша нормално стратегиска цел е влез и во ЕУ и на тоа треба да се работи, но домашната работа ние треба да си ја завршиме самите со нашите ресурси, кои што ресурси пак ќе повторам. Од човечки аспект и капитал го имаме и во државата, имаме многу наши луѓе професионалци кои што се надвор од нашата држава, да не кажам во диаспората, кои што се нудат, кои што може да помогнат за развој на сопствената држава, но за тоа треба волја, за тоа треба еден малци поширок национален консензус кој што ќе направи една сериозна, позитивна атмосфера за напредок на државата. Ние не треба да се грижиме за нашите фотели. Еве и на сегашниве луѓе што се во власта, па и на идните треба навистина и предочувам дека за секој има место
секој добронамерен кој што сака добро на државата и што има капацитет, авторитет, кредибилитет да помогне во развојот на собствената држава. Претпоставам дека тоа е проблемот со секоја власт што едно зборуваат пред избори, а потоа, како што велите, повеќе се грижат за своите фотели отколку за суштинска работа и добробит на државата. Да се надевам дека тоа би се сменило. Во поглед на, повторно да ве вратам на ова што се случуваше со личните документи, сега со рокот за возачки, претходно со пасошите, мислам, тоа не е претходно, туку е проблем кој се уште трае, едноставно нема пасоши и техничкиот министр Тошковски рече дека нема формулари за пасош едноставно. Во моментов тоа што можеше Тошковски да го направи тоа е. Не, во не е моментот спорно. Да. Тошковски е министер една недела. Да, не е ништо спорно, само он сега ги изнесува податоците. Во поглед на, сакам да кажам, во поглед на личните документи, на законот. Законот е сменет 2021 година за безбедност во сообраќај, каде што е вметнато дека возачките ќе престанат да важат на 12.2.2024. Значи тоа се знаело. И вие сега сте во системот, го гледате системот, гледате колку возачки се сменети, колку сообраќајни. Во меѓувреме дојде и работата со налепниците. Прво беше дека треба да се сменат табличките, па потоа под притисок на јавноста, ајде ќе ставаме налепници, па гледате дека нема налепници, и така натаму, и сето тоа вие го гледате, и не правите ништо правите мониторинг, кај сме, што сме на дневна база. До 12.2.2024 вие не правите ништо, и кога се создава паника во јавноста. На 10 февруари кажувате на јавноста, на граѓаните, дека од вторник, од 12 нема да важат нивните документи, односно возачки дозволи, сообраќајни и така натаму. Сериозна неодговорност. Значи, тоа е сериозна неодговорност. Има тука многу причини зошто е тоа така. Можеби неказнивоста во сите овие делови што ги кажавме претходно влијае на таа неодговорност. Една, како да кажам, да најдеме соодветниот збор. Неодговорност можеби е мал збор. Значи, овие власта во последниот период се однесува како да не е влада. Значи, како да нема апсолутно никаква одговорност спрема граѓаните кои што всушност дел од нив и гласале, односно ја дале довербата, и оние што не гласале и тие на еден начин учествувале во тој политички процес. Вие веќе со промената на името 2019 година се знаеше дека овие документи нема да важат, не само возачките, се знаеше дека и пасошите нема да важат, и личните карти и така натаму, и дека следи процес на промена. Уште тогаш требаше да се превенира тој процес. Кој тоа набавувал образци со Република Македонија? Како тоа може да се случи? Вие знаете дека ќе се сменат пасошите и плюс во тој меѓупериод издавате пасоши на кои што знаете дека важноста ќе биде 2 до 3 години. Па известете ги, комуницирате со јавноста, граѓаните дека тоа е така, бидејќи тоа на крајот од денот е и реален материјален трошок. Замислете 4 члена фамилија, 5 члена. А внимавајте, на пасошите пишува друг датум на важност. Пишува дека важат до 27, 30 и така натаму. И не само на пасошите, туку на сите лични документи. И сега правните експерти укажуваат, велат, во никој случај државата не смела да издава документи со рок на важење после тој период, после 12.2. Јас ќе ве потсетам, ова не е прв пат кај нас. Значи 90-91 се распаѓаше Југославија, имавме или граѓаните има пасоши со СФРЈ. Па и тогаш имаше процес на промена на пасошите, па не се создава ваква нервоза, не се создаваат вакви гужви. Што е еден сериозен социолошки притисок врз граѓаните кои што не дозволи во 21 век. Да не можеш во 21 век да се извадиш лични документи нормално во собствената држава, за кои што впрочем си плаќаш. Но сега имаме една сериозна институционална неспособност ова влада што ја покажува овие години претходно. Но сега имаме и друг проблем. Не е само тоа што да речеме тој делот каде што е стрес од нервозата. Тука имаме и реални проблеми каде што луѓе се на пример сега надвор, не може да се вратат во своите држави. Точно. Значи треба да вадат патни листови во амбасади, а за тие патни листови треба да закажат термин, во меѓувреме не може да ги добијат самите амбасади. Плюс се плаќа 30 евра за тој патен лист. Понатаму имаме луѓе кои немаат допирни до амбасади, значи луѓе кои работат на бродови, луѓе во земји каде што нема амбасади и конзулати. Апсолутно. Значи имаме секакви ситуации. Има и луѓе кои имаат неодложни патувања во странство во периодот. И во меѓувреме и закажуваат за една да. година сликање, а тој за една година може го чека некоја операција во некој центар надвор од Република Македонија. Значи тоа се сериозни, реални проблеми на граѓаните што ги тиштат и што настанаа визави овој проблем со личните документи. Сериозна неодговорност. Ова е
сериозни размери на државата неодговорно како несување кон собствените граѓани. државата како сервис на граѓаните, тука сервисот како да зариба тотално. Не е сервис, туку одиш на сервис каде што знаеш дека автомобилот нема да биде поправен или ќе биде поправен со уште полош дел или ќе биде ставен уште полош дел. Мислам, крајно несериозно, но тоа е последица, пак ја кажам, на една еуфоричност при доаѓањето на власт, ослонување на или полугите на власта и беа основата на нив и беше на некое друго место, не беа граѓаните, не беше интересот на граѓаните, не беа секојдневните проблеми на граѓаните и мисля дека со тоа ќе ја држат довербата на граѓаните. Тоа е навистина еден однапред загубен надпревар или вака спортски кажано утакмица. И тоа е евидентно сега, мислам дека рейтинзите кажуваат се. Таа неспособност, јас сум убеден, ќе се отслика на изборите на 8 мај годинава и не треба да ги гледаш нит анкети, секој сам може да направи собствена анкета и да го види расположението на граѓаните, но за жал загубивме време, загубивме можеби пола деценија, ако не и повеќе, во празно. И сега ВМРО е тоа кое што ќе треба после изборите, како беше оној филмот, до победата и по неа. Можеби до победата и сигурно ќе се дојде. Така како што ќе се дојде врз основа на овие слаби резултати, па и екипираноста на опозицијата, мислам дека ќе умее, ќе знае да се екипира и кадровски и програмски, ја чекаме. Програмата, знам дека се работи стручно, елоквентно на неа, ќе понуди ВМРО да помена граѓаните програма која што ќе биде кредибилна и после тоа е имплементација на истата и мора во многу брзи чекори да се направат соодветни резултати за да се подобри квалитетот на живот на граѓаните. А граѓаните имаат реални проблеми. Ние секогаш зборуваме за некои големи теми, ние не зборуваме за реал политика. Ова е сега што го зборуваме на вистина реални проблеми кои што ги тиштат граѓаните. Ние не зборуваме за проекти во образование, ние не зборуваме за проекти во здравство, кои што ни се во катастрофална состојба. Ние на вистина се донесува и странски компании инвестираа, вработија огромен број на граѓани, но тука не требаше да застане работа, не е само да се вработат илјадници луѓе, работата е тие компании да имаат своји технолошки центри, развојни центри во нашата држава. Значи нашите инженери таму да се обучуваат, тие да се развиваат. Јас тоа не го гледам, а за тоа пак ќе кажам, колку се инвеститорите, виновни тие нормално си го гледаат својот профит, тука мораше и треба во иднина државата да застане, да се вмеша во тој процес и да не биде Република Македонија само центар нефтина работна сила, туку да биде и еден технолошки центар каде што ќе имаме развојни технолошки политики, знаејќи ги сите испитувања и сите анализи што ги прават релевантни меѓународни институции од типот на Светска банка, тука работите не ни стојат на најдобро. Затоа јас пак ќе кажам, сериозна екипираност по изборите, сериозни кадрови решенија, луѓе што се тука, елоквентни, паметни, стручни, способни, кои што се докажале во своите области каде што работат и творат, наши луѓе кои што се во странство, кои што исто така работат во мултинационални компании, доста успешни светски, да и се понуди, да се замолат, да дојдат и да помогнат собствената држава. Некој ќе каже, за тоа државата нема пари. Не. Државата има пари и треба да инвестира во тоа. Да. Во поглед на ова, кога ги спомнавте изборите, пред и после изборите, очигледно е дека, како што и вие самиот констатирате, дека ВМРО-ДПМН води на анкетите, тоа го покажува до сега. Рече се сите анкети, тоа е еден тренд кој е јасен и може да нема зашто би се сомневале дека би се сменил до изборите, дека нешто драстично би се сменило тука, дека ВМРО-ДПМН ќе победи, да речеме, во однос на СДСМ, ајде ако гледаме така. Но во поглед на вашата матична партија има други, ајде да речеме, проблеми со кои би можеле да се соочат. Тоа е прво коалицијскиот капацитет, тоа е едно нешто што константно се зборува дека може да биде проблем на ВМРО-ДПМН. Во поглед на албанските партии се разбира, што потоа е поврзано со функционирањето на Бадентери и така натаму, бидејќи ќе го анализираме и ова што се случува и во албанскиот политички блок, таму и покрај едно окрупнување на албанската опозиција, таму па на анкетите се уште води Дуи пред нив, значи дека би можела ВМРО-ДПМН да се соочи со тоа повторно со Дуи да бидат коалицијски партнери, нешто против што сега не личи дека е компатибилно, барем според реториката. И втората поента
е нивниот однос кон меѓународната заедница. Ги видовме пораките кои дојдоа и доаѓаат константно пред се од Соединетите американски држави. Едни пораки кои се толку остри што некои од наблюдувачите приметуваат дека не биле толку директни и остри ниту во времето на вашата влада, ајде да речеме, кога знаеме дека тогашниот премиер Никола Груевски имаше сериозен проблем со меѓународната заедница, но и тогаш немаше пораки вакви директни какви што се сега, што е малку и чудно, ајде да речеме, не само интересно. Видете, сега, значи, кога се оди на избори се гледаат приоритетите на граѓаните. Во сите анкети, приоритетот на граѓаните е реформи, добар стандард, квалитетен живот, солидно образование, здравство и така натаму. Ако го погледнете извештајот на Европската унија, ако ги погледнете укажувањата стручни од Соединетите американски држави, нашите стратешки партнери и така натаму, сите тие конвергираат кон една цел. Не европски фронт заради европски фронт, како што некои го нарекуваат сега, нас ни треба еден сериозен реформски фронт. Значи фронт во кој што ќе се канализираат идеи, луѓе, кадри, кои што може оваа држава да ја ставаат на едни шини кои што значат реформи, а тие реформи да донесат на брзи стази подобар живот. Пак ја кажам, екологија, здравство, образование, финанси, технолошки развој, тоа се работите околу кои што треба да се обедини идниот фронт кој што би владеел во Република Македонија наредните 4 години. Се наметнува едно прашање околу коалиционен капацитет на ВМРО-ДПМН подолго. Да. Подолго време. Да. Видете вака, за мене тоа е еден вештачки наратив. Значи, овие 30 години се знае што е победник на изборите, се знае кој е мандатар да составува влада. Тоа некако во последен период, откако сега сама, пак ја кажам, со оној социолошки феномен најмна основа да создава проблеми за да губи рейтинг, во јавноста промовира еден концепт да ВМРО-ДПМН нема коалиционен капацитет, дека ВМРО-ДПМН не може да состави владата и така натаму и така натаму. Моја перцепција на работиве, не значи дека е така, е дека ВМРО-ДПМН ќе има сериозна убедлива победа на овие избори и навистина ќе биде непријатно да се влезе во процес на формирање влада без ВМРО-ДПМН. Тоа на ВМРО-ДПМН не значи дека му ја олеснува работа, напротив, тоа ќе биде уште поголема одговорност да после 8 мај формира една стабилна влада, да најде своји коалициони партнери и да со тие коалициони партнери направат платформа, ја загарат таа платформа која што на Македонија во многу краток период на граѓаните на Република Македонија ќе возможи квалитетен живот или ќе ги подобри стандардите и перформансите и визави тоа го на некој начин најде решението за наш пробив кон евроинтеграциите. Да не се лажеме, стратешка определба на нашата држава 30 година е влезот во Европската унија и полноправно членство во Европската унија. ВМРО-ДПМН може некогаш во историјата имало вакви или онакви предизвици, вакви или онакви патишта, но пред се и над се, верувате ми ова, членството во ВМРО-ДПМН, луѓето што го поддржуваат и не само членството, што го поддржуваат ВМРО-ДПМН како матица на една македонска десница се западно ориентирани и Македонија гледаат како членка на Европската унија. Дали Европската унија со нас секогаш постапува, да кажеме, реално? Дали некогаш сме обесправени од Европската унија? Тоа е момент за дискусија и тема за дискусија, треба да се дискутира без разлика на сите предизвици. Но ВМРО-ДПМН, јас сум убеден дека ќе има коалиционен капацитет и ќе состави влада. И пак ја кажам, таа влада треба да биде заснована на реална платформа врз основа на оние работи и области што ги кажав и ги дискутиравме до сега и верувам дека ќе направи пробив кон почеток на преговорите со Европската унија. Знаете како, политиката е секогаш има излезни решенија. Значи секогаш има излезни решенија. Има црвени линии, тоа е во ред, но мораме да одиме напред и со една мудра политика, една, како велат политичарите, кога си мал како држава, треба да бидеш брз и мудар. И верувам дека во ВМРО-ДПМН има таков капацитет да обедини еден таков склоп на луѓе кои што овој пробив би го направиле. Како би ја, ајде да речеме, продале приказната во ВМРО-ДПМН доколку мора да коалицираат со ДУИ, бидејќи ова е малку, ова прашање не е толку, ајде да речеме,
сериозно во суштина, бидејќи во минатото и ВМРО ДПМН и СДСМ имаат кажано да јасно дека нема да коалицираат со ДОИ, па коалицирале. 2015-16 беше еклатантен пример кога Да. Но сега тогашниот иден премиер, нели, велеше дека ДОИ е таква и таква партија со таква и таква условно кажани епитети, па за 6 месеци после направи влада со нив. Да, исто така и ВМРО ДПМН пред тоа. Значи тоа не е спорно Тоа е предизборен наратив. Но сега имаме еден став на ВМРО ДПМН, ајде нов став, кај што вели дека ВМРО дека ДОИ доволно владее, дека мора да се одат од политиката, дека тие се главен извор на корупција во државата, дека мора да одат, но според анкетите многу е реално дека може да се соочат со момент дека треба да прават повторно влада со ДОИ на Али Ахмети. Јас би рекол дека ДОИ е вака и морално и политички во една незавидна ситуација. Ние ги помтиме работиве што се случува претходните 10 на 15 години. ДОИ беше иницијатор 2008 година на идејата победник со победник. И тоа вршеше сериозен притисок врз ВМРО ДПМН, па и врз меѓународната заедница, да еден таков принцип победник со победник биде имплементиран во политичкиот живот при формирање на влада во Република Македонија. И тоа се случи 2008 година. Кармата ги стигна. Тие што тоа го промовира, за тоа што се борја, за тоа што прави инциденти во собранието, тие го тој договор или тој наратив прекршија. Во 2016 година, кога ВМРО ДПМН е победи на изборите со два пратеника, но тие направија влада со СДСМ. Нема доволен кредибилитет ДОИ во овој момент да промовира идеи во кои што, да речеме, ако најдат заеднички јазик ВМРО ДПМН со албанската опозиција, да тука нешто обструира, да продава морални вредности. Од друга страна, јас сум убеден, во разговори со граѓаните... Овде само сакам еден куриозитет. Интересна ми е една изјава на тогашниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски после тоа. Мислам дека беше во пишувано интервју и гледам дека тоа не се спомнува веќе, а мене ми остана во глава, веќе интересно, каде што рече дека доколку Али Ахмети повторно дојде да бара коалиција во зградата на ВМРО ДПМН, ќе го истерам на клоци. Баш така беше кажано после тоа. Значи, тока беше револтот тогаш после тоа. Револтот беше кај нас, кај сите револтот во ВМРО ДПМН, не бил само кај тогашниот председател Груевски. Значи, пак ќе повторам, 2008 тие беа иницијатори, не само иницијатори, вие се сеќавате какви се инциденти се правеа во собранието и надвор од собранието, да тој модел заживее во Република Македонија и се имплементира. Вака или онака се имплементираше. И точно тие што тоа го исценира и го правеа, 2016 го погазија собствениот збор и собствениот став, а тоа не е мала одлука. Тоа е одлука дали да се влезе во влада или да не се влезе во влада. Сега ти победуваш, знаеш дека од другата страна имаш партнер кој што тоа го промовирал и ти си го прифатил и тој ти вели, не, сега тоа не важи, тоа важише тогаш, сега тоа не важи. Затоа велам, и за ДОИ мислам дека корисно после 20 на години да појде во опозиција, да ги почувствуваат тие опозицијски води. Дали ќе се реформира или нема да се реформира, тоа си е нивна партиска работа. Ако се реформира, ако покаже соодветни промени, резултати, веројатно граѓаните ќе ги дадат доверба. Вие велите дека тие водат на анкети. Ако водат на анкети и ако без нив не може да се направи влада, тогаш е тоа предизвик и за ВМРО ДПМН и за другите политички партии. Да, и тука... Но јас сум сигурен дека ВМРО ДПМН, според ова што на терен може да се види, да се почувствува пулсот на граѓаните, дека ќе може по бројот на пратеници со албанската условно кажана опозиција да направи влада. Дали ќе најдат заеднички јазик, дали таа платформа на која ќе се заснема идната соработка ќе биде прифатлива и за едните и за другите, тоа е друго прашање, не можам од сега да тврдам, но по бројот на пратеници јас мислам дека ќе има услови да се направи на стабилна влада. Не го искоментиравме директно ставот на Обрајан за тоа, за директните пораки кон ВМРО ДПМН, кои, како што кажав, никогаш не биле толку директни. Значи да кажете, например, на граѓаните внимавајте за кого гласате, или јас од нив не би купил ни половин автомобил, е прилично сериозно. Пораките се прилично, да речеме, јасни, но тоа е политиката. Значи мора да се бараат изгледни решенија, мора да се остават прозорче за соработка, така да има во ВМРО ДПМН доста искусни политичари, да не сме, јас сум исто член и активист на ВМРО ДПМН, не мора секој да се биде пратеник или некој функционер, но огромното мнозинство во ВМРО ДПМН и членови, и симпатизери, пак ќе кажам, и луѓе од таа македонска десница, ВМРО ДПМН го гледаат како
Партија која што е партија за влез на Република Македонија во Европската унија. Во моментот предизвика почетокот на преговорите и мора некое излезно решение да се најде во наредниот период и тоа не долго. Во краток период излезно решение. Пак ќе кажам, такви излезни решенија има многу, нели сега визави бугарскиот нели диктат или како и да го нарече човек. Секој го нарекува така како што од него во негов контекст му одговара, но едно ме зачудува. Пред некој период, не знам, можеби има 3-4 месеци, еден познат амерички сега дипломат или аналитичар, како и да го наречем, професор, кој што не е без влијание во Стейт департментот или во тие Конгресот, Сенатот, нивни политички кругови, високи, имаше еден сериозен предлог за кој што не го искоментираа ниту позицијата, ниту опозицијата. Не беше споделено во јавност така како што јас мислам дека требаше да се сподели. Господинот Едгар Џозеф, за него станува збор, даде еден осврт кон македонската јавност, како тоа би можело да изгледа едно од излезните решенија во која се најде Република Македонија. И тој многу стручно го постави проблемот да фактички изворот на проблемот е 44-та година, каде што Република Македонија вели да, до 44-та сите сме били бугари, а после 44-та година веќе почнува формирањето на македонска нација. Тој нуди отварање на сите архиви во Американскиот конгрес или Сенат, да бидат на услуга на македонската страна, условно кажано, и да ги користиме нивните историски податоци, архивирани, во изави разговорите со Бугарија или со тие историски комисии. Тој такнува еден многу реален факт кој што успеав и да го изолирам вака. Пример, вели на Париската мировна конференција 19-та година, тогашниот представник на американскиот председател Вилсон, Френк Лајон Пол, разговара со, тоа се записи од таа мировна конференција, може си и во заклучоците, разговара со францускиот тогашен премиер за потребата од подобрување на положбата на македонското и албанското население на Балканот. А во исто време, или после става запирка, разговара за Бугарија и бугарската држава и бугарите на Балканот. Еден доказ дека 44-та, дека 19-та година се зборело за македонци, за македонски јазик, за македонска држава, едноставно дека не се измислени 45. Дека не сме измислени 44-та или 45-та година. Во друг контекст го кажувам. Го кажувам дека мора да постојат некои излезни решенија. Бугарија не ја блокира само Македонија. Бугарија го блокира со оваа нивна одлука цел Западен Балкан. Тука Албанија е исто така блокирана. Србија, Црна Гора. Значи, ако реално ги погледнеме работиве, во ред, да, Европската унија и Европската комисија ги цени поединечно нашите перформанси на сите држави. Но мене ми се чини дека ние во некој пакет ќе влеземе, односно ќе бидеме примени во Европската унија. Но тука сега знаете како вели власта, не блокира веќе Бугарија, се блокираме самите велат. Да. Ние имаме преговарачка рамка и сега самите себе се блокираме велат. Затоа велам, видете, ако ова не е моја, да речеме, флоскула, самиот Едгар Џозеф кажува, пак ја кажам, тоа не е било кој професор и дипломат, значи вели Бугарија врши идентитетска агресија на македонците. А македонците, такви, во оваа ситуација во која што сме, млада држава, вели немаат ресурси да во овој дел се одбранат од една таква бугарска идентитетска агресија. Можеби претежок е тој збор, но мораме пак ќе кажам, да најдеме прозорчиња каде што ќе најдеме соработници и овој проблем да биде решен и Европа и ние да тргнеме на патот кон Европа со почеток на преговорите. Видете, Европа не е само Европа како територија. Значи, Европа е систем на вредности. Ние мораме да ги користиме нивните искуства, нивните знаења, нивните умења. Мислам дека сите држави во процесот на преговори со Европската унија ги добиле таа помош од Европската унија, финансиската помош, за да го фатат тој пат, да ги подигнат стандардите и квалитетот на живот на своите граѓани и ние тоа не треба да го пропуштиме. Да, добро, уште едно прашање од политиката, па ќе преминеме на образование. Него искоментиравме потегот на Арбен Таравари, председател на Алијансата на албанците, со одлуката да оди со албанската опозиција која соопшти како што го обвинуваат од неговата партија на Facebook, без да ги консултира, без да им каже, и очигледно е дека партијата се подели. Колкава е таа поделба, колку од членовите го поддржуваат цела, колку Таравари не знаеме, но сепак поделбата е евидентна. Некако
Дали господинот Таравари добро го изменеджира овој процес сега прашам? Кога сме веќе на тоа поле, мене наистина ми смета мешањето и на странски лидери во внатрешните работи на Република Македонија. Ги гледам дебатните емисии на речи сите национални телевизии, може да се забележи кај политичарите од тој условно кажано албански политички блок нон-стоп во тој вокабулар или наратив го метнуваат имињата на косовскиот премиер, на албанскиот премиер. Ја ви препорача вака, навистина, во ред, тие се поврзани. Но подобро е Албин Курти да си ја гледа работата во Косово, да си ги среди работи во Косово и тамо сериозни предизвици има. Еди Рама во Албанија и така натаму и така натаму. И ви имавте во ваше време тиранска платформа, тиранска платформа, да. Беа, тој Божик мислам дека беше 2017 година, беа во Тирана и разговара дали имало платформа или немало, беше представено дека има платформа. Како и да е. Ако се вратиме на Таравари, видете, Таравари беше звезда на Алијанса. Значи Таравари на 2 пати добиваш избори во Гостивар. Излезе пред граѓаните, ги доби изборите и тоа му носи сериозен легитимитет и кредибилитет. Дали сега прави потек кој што, ако гледаме од аспект на албанската опозиција, тогаш е во ред. Еден чуден феномен има. Сите во предизборието пред година, две, да речеме, малце подолго пред изборие, велеа ВМРО вака ќе направи, ќе се подели, па овие фракции, па оние фракции, и така натаму, и така натаму. Таравари беше година дена дел од власта. Алијанса. Да. Алијанса се дели. Да. Дуи пред година дена Иџет Меджити и со неговото крило и дуи е дел од власта и таа партија се подели. Ако го земеме Максим Димитриевски, тој беше дел една перјаница на СДСМ во подлог период. Тој направи своја партија. Значи имате 3 битни партии во владеачкиот блок кои што се поделија. Тој феномен не гледам дека вака се дискутира и можеби тоа е презнак за нешто што ќе се случи на 8 мај, кој што значи промени. Да. Сигурно тоа не е во корист на Алијанса. Ако некој најмногу губи од оваа подоба во Алијанса, тоа е Алијанса и членовите на Алијанса. Не ве прашав за исто така интересно прашање за Данела Арсовски. Таа оформи партија. Очигледно е дека според, ајде барем според нејзиниот политички настап, според ставовите, дека ќе се обиде да, ајде, онако народски кажано, да чепне кај гласачите на ВМРО ДПМН. Сметате ли дека Арсовска ќе има некаков сериозен политички резултат? Веројатно ќе има одреден број на гласови, не викам не, но нема да влијае на резултатот визави СДСМ и ВМРО ДПМН. Очигледна е разликата помеѓу овие две партии. Тие се носители на политичкиот процес, што значи избори на 8 мај. Така да не гледам дека Даниела Арсовска може да биде некој релевантен фактор со број на гласови при формирање на една и на влада или при одземање на одреден корпус на гласови од македонската десница. Да. Добро, да преминеме малку сега на образованието, господине Данев, како што кажавме, вие сте дел од образовниот процес, активно професор сте во средно училиште. Еве вака како генерално за влез во оваа тема, имаме за образованието многу често зборуваме тука и во оваа емисија, зборуваме за проблеми кои почнуваат од, ајде да не речеме од градинките, од основно образование, средно, високо образование, сите степени на образованието ги мачат различни проблеми. Како изгледа целата стратегија сега со образованието, каде што со години зборуваме? Искрено кажано не гледам стратегија. Овие 7-8 години неколку стратегии се променија, неколку министри се променија. Секој министер мислеше дека почнува образовниот процес, развојот на образовниот процес од него и дојдовме до ситуација во која што дојдовме, ги гледавме резултатите од PISA тестирањето на очиглед на целокупната јавност беа кај сме, што сме и тоа е исто така една тема или област во општественото живење каде што имаме катастрофални резултати. Се зборувам генерално. Има тука исклучоци, значи има навистина наши кадри кои што излегуваат од нашиот образовен систем, се добро едуцирани, подковани со сериозни знаења, умења, виштини и тоа е еден дел од приказката. Но генерално нас ни престојат сериозни образовни реформи. Сите граѓани во Република Македонија генерално, кога зборам за тој реформски фронт, се допираат во секојдневниот живот барем со две работи. Тоа е образование и здравство. Значи, ние можеме некој финансиски да речеме независен човек или фамилија, може нема допир до
одредени проблеми до кои што има обичниот народ. Но и неговите деца идат во училиште и тој кој ќе се разболе оди во болница. Така да тие се двете области во кои што идната влада мора да обрне сериозно внимание, да ги стави на пиедесталот на важност и да уште од првиот ден почне со сериозни реформи. Прво треба да видиме кај сме. Значи, резултатите од ова тестирање се релевантни и кажуваат кај сме, тука сме, добро, во ред. Што сакаме да направиме за наредните 10 години? Да министерот за образование, кој да е, го соблече партискиот дрес и да веднаш ја повика опозицијата, да направиме еден консензус меѓупартиски, тоа ќе значи и меѓунационален, еден државен консензус, кои се тие генерални реформски процеси кои што оваа држава, овој образовен систем треба да ги преземе, за да ние во наредните 8 до 10 години имаме таков и таков образовен систем со способни кадри, систем од кој што ќе излегуваат ученици со, како да кажам, релевантни знаења за 21 век, не само знаење и умења и виштини кои што може директно да се вклучат на пазарот на трудот. Значи, тоа е една анализа која што јас би рекол партиите до сега требало да ја направат и врз основа на таа анализа да се носат програмските определби во наредните 4, а би рекол и 8 години. Генерално, она што сакам да го потенцираме, мораме во тие две области, особено во образование, да се направи еден национален консензус меѓупартиски за главни реформски процеси кои што нема никој да ги оспорува во наредниот период. Тоа е битно. Имаме ние позитивни примери во светот. Ви замислете, една Финска за 6 години го има реформирано целиот образовен систем и Финска е сега пример за како се действува во еден вистински, модерен, современ образовен систем. Кадри од тој систем, секој сака да учи да студира во Финска, секој сака своето дете да го пушти во градинка или во основно училиште, со задоволство го пуштаат без никакви стереотипи. Финска, еден Сингапур, исто така. До пред 30-40 години една од најкорумпираните држави во светот беше. Сега Сингапур е на врвот од државите по својот економски развој, по својот образовен систем, здравствен и така на тоа е све едни сврзани садови кои што се надополнуваат едни со други. Имаме позитивни примери, само треба да има политичка волја за имплементација на истите. Имаше едно, сега све црно кажуваме, но таков е периодот и такви се состојбите, ние мора да знаеме кај сме. Истражување од Светска банка направено, мислам дека беше 19-20 година. Јас тоа го дискутирав во собрание, гледам дека не доби некоја тежина медиумска и не беше во јавноста, мислам дека на завидно ниво споделено. Значи, Светска банка прави истражување во однос на тоа колку новороденчињата во светот, во одделни држави, ќе бидат способни, кога ќе станат полнолетни, да се вклучат на пазарот на труд. Колку ќе бидат нивните знаења, способности, умења, врз основа на одредени параметри, кои што се релевантни параметри од типот квалитет на образование, квалитет на здравство, квалитет на здравствена, социјална заштита и така натаму. И тоа го дискутирав и тоа е јавен документ. Ние сме на самото дно во Европа. Некаде тука со Косово. Зар немаше време 4 години да се седне, да се видат тие заклучоци, да се видат пропустите, да се направи една црта? Не треба, ние живееме во 21 век, време на дигитализација. Значи може тоа многу брзо и ефикасно да се направи и врз основа на тоа една проекција за наредните 4 до 8 години. Тогаш беше СДСМ на власт, ВМРО сега ќе биде. Значи, пак ќе кажам, не треба образовните реформи да се идентификуваат со промената на власта. Барем во период од 10 години. Во поглед на тоа истражување на Светската банка, ги имаме и оние некои константни истражувања кои покажуваат кои ја покажуваат подготвеноста на македонските ученици и на основно и на средно ниво, како е за математика, така и за други науки. Секогаш сме некако на последно место. Дури имаше едно каде што и Косово е пред Македонија во поглед на тоа. Вие сте внатре во образовниот процес. Добро, што се случува? Зошто образованието толку паѓа во квалитет? Видете, не се реформиравме сега. Значи, не се реформиравме сега, ако може вака во неколку реченици. Значи, цел свет, особено западно европските држави, Америка, Канада и така натаму, имаат еден процес на истражување на пазарот на труд. Ние немаме направено, или па јас немам забележано, јавно достапно, истражување од компетентни луѓе, елоквентни, на потребите на нашиот пазар на труд. Врз основа на тоа се проектираат образовните политики во било која држава. Плюс, на тоа се надоврзува раната професионална ориентација на учениците.
Ви не може ученик да држите до 19 години во средно без никаква, како се вели, стручна образование, за да тој после веднаш што се вклучи на пазарот на трудот, а веќе времето му поминало, тој учи некоја гимназија која што неговите квалитети или претходни знаења не се компактибилни со наставниот план и програма. Значи, пак ќе повторам, рана професионална ориентација. Што значи тоа? Самиот систем, еве во 9 одделение, да, стручната служба во училиштата, предметните професори со своите препораки кон учениците, треба да го усмерат ученикот каде му е местото во наредниот период. Тоа го има Германија, го има Америка, го има Финска, да не зборувам. Значи, сите високообразовни системи во Европа, па и малце пошироко, тој систем го има. И врз основа на тоа, на тие две компоненти, истражување на пазарот на трудот, односно потребите на пазарот на труд и раната професионална ориентација на учениците, се прават веќе образовните програми. Јас сум убеден, иако имаме вакви резултати какви што имаме, и математика, и македонски мајчин јазик, странски јазик и така натаму, во голем дел мислам дека нашите програми, особено еве за математика можам да зборувам, не се компактибилни со она што се бара на тие PISA тестирања. Не знам дали се разбира. Зошто? Па ние мораме тука реформа да направиме. Никој тоа не се запрашува. Значи, во тие PISA тестирање, во однос на задачите, барањата, имаме повеќе апликативен дел. Теоретскиот е занемарен, значи се оди на расудување, подобро, логични операции да користат учениците и така натаму. Ние уште имаме програми во кои што оној теоретскиот дел е доминантен, овој апликативниот е ставен малце понастрана. Тоа не е ништо нерешливо, тоа се решава. Значи се прават нови програми, се земаат искуство од развиените држави, се адаптираат за наши услови и јас ви убедувам дека ние за краток период на самите тие тестирања ќе имаме солидни резултати. Па имаме ние позитивни примери. Има многу наши ученици кои што математика и информатика освојуваат сериозни награди на тие надпревари, европски, светски така натаму. Има такви позитивни примери. И ние малце како нација обрнуваме внимание како јавност на позитивните примери и најповеќе сме фокусирани на оние примери кои што се негативност во општеството. Но видите, ние сега зборуваме за образовна стратегија, за програми, за сериозни програми, зборуваме за земји како што вие велите, како Финска, Канада и така натаму, но ние имаме ситуација каде што немаме учебници во основно образование, иначе и тоа со години се повторува тој проблем. Значи нешто што да речеме порано било незамисливо, се едноставно нема и што е најинтересно, немаме објаснување зошто нема. Значи имаме некакви генерални објаснувања, тендерот задоцнил, немало рецензенти, немало ова, немало она, но факт е дека немаме конкретно објаснување. Значи ние сме некако многу назад отидени. Ние имаме сериозна институционална неспособност, пак ќе повторам. Значи институциите ни се на најниски гранки. Имаме еден систем на вредности, кој што систем на вредности мислам дека го нема во ниту една европска држава. Се поставуваат кадри, се поставуваат раководители со сериозно сомнително образование. Па на тие не можеш да ја докажеш дека навистина образованието е сомнително. Завршиле ваму, таму или не е битно, тоа го знае секој граѓанин на нашата држава. И таа институционална неспособност еве се отсликува во реалниот живот. Немаме учебници зошто сигурно таму некој тендерот не го направил на време, сигурно не предвидел дека тој тендер ќе трае толку време. Тој што печати се однесува ноншалантно, може сега да го испечата, може и после месец дена и после 2 месеци. Значи сето тоа конвергира кон една синтагма која јас пак ја наречам. Институциите имаме сериозна институционална неспособност, особено со доаѓањето на оваа влада. Не дека претходно немало недостатоци и предизвици, имало сигурно, но ова сега што се случува последните неколку години, навистина е запрепастувачки, што велите вие во 21 век, ученикот да нема учебник. Како тоа може да се објасни? Она што очигледно тука е капацитетот на јавната администрација доведен во прашање и ова што вие што го зборувате, партизација на секој чекор. Партизација и стручни служби. Протекционизам на секој чекор. Да, но проблем... Корупција. Значи не зборувавме за корупција. Значи секој еден да излезе на улица и да го праша дали бил подлежен во своето секојдневие на корупција, јас мислам дека 99% ќе одговорат да.
Така да, тоа се сериозни предизвици. Но проблемот со таа јавна администрација, еве, каде што сето ова што го зборуваме е дел и кој што мора да бидеме реални постол од секогаш, е тоа што ниту една, ајде да речеме само влада, туку политичка структура, како да нема политичка волја да се зафати со тоа прашање, бидејќи знаеме дека па јавната администрација таму се вработуваат луѓе, таму се потоа се исполнуваат тие политички желби, така се одржува власта и така натаму. Никој нема, ми се чини тука сериозна политичка волја да го реши тоа прашање еднаш за секогаш. Ако сакаме искрено да бидеме просперитетна држава, а ја би рекол ако сакаме да опстанеме како држава и како нација, нас не треба да ни интересираат после крајот на првите избори, наредните избори. Нас треба да ни интересира иднината на државата. Можеби ќе жртвуваме дел од политичкиот рейтинг како политичка партија, но тоа треба да биде за доброто на државата. И веќе немаме време да експериментираме по тоа прашање. И државна администрација треба да се реформира, и здравство треба да се реформира, и судство треба да се реформира, и образование треба да се реформира. Ние треба една сеопфатна реформа. Ако мислиме за победа на наредните избори, верувајте дека ние можеби во таа борба за власт ќе изгубиме државата. Да. Што е жално, значи нашите предци ја направиле оваа држава жртвувајќи своите животи, жртвувајќи го својот комодитет, жртвувајќи се во услови кога во државата може над 90% од населението било неписмено, сега при институции изградени, при академии, при универзитети, при училишта, при јавна администрација, ние да од нашата некадарност, односно можеби склон за корупција да изгубиме државата. Јас сум оптимист. Искрено кажам, иако сега делува малце песимистички, ние сме една мала држава, имаме ресурси, имаме и човечки капитал, кој што треба да го искористиме, ни треба само политичка волја. Значи, ако имаме политичка волја, за многу краток период Македонија ќе има граѓани задоволни, можеби тие нема да бидат, не знам, екстремно богати, но ќе бидат задоволни и среќни, ќе имаат сервис во јавната администрација собствен, во кој што ќе веруваат, ќе имаат здравство, во кој што ќе веруваат да се лечат, ќе имаат образование, во кој што со задоволство ќе ги пуштаат своите деца, но за сето тоа ни треба политичка волја. По политичката волја ни треба кадарни луѓе, ни треба програмски определби и мислам дека за, пак ја кажам, многу краток период ние можеме да ги почувствуваме благодетите од едно искрено, честно и елоквентно владење на некоја идна влада. Да, добро со ова дека сте оптимистки и ќе завршиме, бидејќи е добра и за крај и добра порака и се разбира сите што сме у државата мора да бидеме оптимисти, немаме друг избор. Да. Имаме и реални параметри да бидеме оптимисти. Само треба да си ја сакаме државата, сите ние, значи да си го сменеме нашиот општествен мајндсет, да размислуваме искрено и честно кон собствената држава, буџетот на државата да го сметаме за како наши пари, како пари во нашето семејство, дека тој што ги злоупотребил буџетот ги краде моите пари, лично моите, не на некој друг таму, на СЕАТ, а сега треба да мисли дека неговите се злоупотребени. Ако тоа го смениме во државата, ако нашиот менталитет и карактер се обидеме да го смениме и секој да почне да се менува од самиот себе, верувајте дека, пак ќе кажам, многу малце време ни треба да ние бидеме една, ајде вака една синтагма, досадна европска држава со среќни граѓани. Да. Драган Данев, поранешен пратеник, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и на вас, поздрав до вашите гледачи.